Ова е час за економските движења и за состојбите околу спроведувањето на 7 пакети на владата за санирање на последиците од COVID-19. Пред речиси половина час имате можност да ги чуете образложението на вице-премиерот Фатмир Бетичи со мојот колега Владко Чаловски. А јас продолжувам со анализа на економските движења и на сомнителното се уште молчеливост околу завршните сметки и економските движења во првиот квартал. Но за тоа ќе разговарам веќе со аналитичарот, би рекол, на утрински брифинг Мирче Јовановски, инаку и уредник на порталот Независен. Мирче, како ти изгледа овој амбиент на молчеливост околу економските движења? Ние досега веќе во некои традиционални времења имавме први прогнози за движењето на бруто општествениот производ, за падот на економијата, конечно дали е 4, 5 и така натаму, а и предпоставката дека завршните сметки се готови, немаме некакви анализи. Па традиционално кај нас податоците за бруто домашниот производ се објавуваат со релативно големо задоцнување во однос на периодот кој што се анализира. Поинако е со индустриското производство. Статистиката има календар каде што ги објавува тие податоци. Се уште нема податок какво беше индустриското производство за март месец, колку што сум информиран, нели? За првите 2 месеци индустриското производство беше помало за речиси 13% во првите 2 месеци од оваа година во однос на минатата година. Значи индексот е некаде 87,2. Во февруари е нешто поголем, нешто помало индексот 87,7, што значи дека неповолните движења продолжуваат и оваа година, бидејќи треба да имаме во предвид дека пандемијата почна некаде лани во март месец. Така да се чувствува падот на индустријското производство сепак е една индикација дека македонската економија не е уште ни на праг на евентуално стабилизирање и заживување. Толку повеќе што логистиката кон неа, освојувањето на пазарите или враќањето на пазарите во Западна Европа станува симптоматично. Без оглед на тоа што во Кина фрапантен податок дека 18% има пораст на GDP-то, односно на GDP-то во Кина. На што се должи ова? На затвореноста, на стагнацијата во големите економии? Значи, Кина е специфичен случај. Јас не верувам дека било кој од економистите може да даде точна анализа на вистина како е тоа можно. Земјата од каде што почна пандемијата и каде што според некои податоци што ги видов досега се вакцинирани околу 200 милиони жители на таа многу милионска земја, остварува толку импресивни стапки на економски раст. Навистина незабележени во светската економија. За нас сепак е поважно она што се случува во Европа, особено во Германија, која што ни е наш традиционален партнер трговски, каде што најголемиот дел од извозот го пласираме. Околу 60-70% од вкупниот извоз од земјава оди на пазарите во Европската унија. Таму сведоци сме дека овие состојби на заклучување или популарно наречениот локдаун продолжуваат и натаму. Рестриктивните мерки некаде се продолжени до Великден или после Великден, великденските празници. Така да очекувањата за нашата економија повеќе се врзани за она што се случува во Германија и во европските земји. Инаку само да дополнам за индустријското производство. Значи според статистичките податоци има пад кај рударството, например, беше во првите 2 месеци падот беше 28,9%, преработувачката индустрија 11,2%, електричната енергија 2,2%, значи не е изолирана на една индустријска гранка.
Значи, индустријското производство се соочува со големи проблеми и на почетокот на оваа година. Прашањето на закрепнувањето на економијата базира меѓу другото и на закрепнувањето на индустријското производство и се разбира на сите експлоатација рудни богатства суровини. До толку повеќе што, например, кај фероникелот, кај никелот и кај бакарот ние имаме престижни цени веќе повторно на лондонска берза и ми е индикативно зошто, например, кај бакарот нема поголемо производство. Но да го оставиме тоа за миг. Да се вратиме сега на позицијата, не случајно за индустријско производство зборувам, затоа што ние сега се фокусиравме на санацијата на така наречените мали бизниси. Тоа е можеби разбирливо со оглед на фактот дека тоа е корпана потрошувачка, истовремено таму има голем број на компании, преку 70.000 и така натаму. Како го оценуваш ова диаметрално реагирање на седмиот пакет мерки шестиот пакет на владините мерки со компензација и реакцијата на значаен дел од малите бизниси кои сомнително гледаат кон реализацијата на тој проект. Дали е тоа резултат на критериумите или на недоволната сума на инфузија? Значи, од она ја што го знам и од она што го слушаме од медиумите и од нивните настапи, тие се незадоволни од некои условувања кои што државата или владата ги поставува во однос на користењето на мерките. Па така, ставот на туристичка угостителската комора, кој што го очекуваме денеска, значи тие вчера во соопштение, меѓу другото, кажаа дека едно е колку се дава, значи од страна на владата, а друго е начинот на кој што се аплицира за помошта во управа за јавни приходи, условите што треба да се исполнат од аспект на документација, платени давачки и така натаму. И сега јас тука мора да кажам дека не се согласувам во целост со оваквата позиција на фирмите од оваа дејност, бидејќи јас не познавам држава каде што владата нешто дава без да очекува некакви резултати. И мислам дека во однос на ограничените можности што ги има државата за давање помош веќе кон стопанството, со оглед на тоа што јавниот долг веќе достигна над 60% од бруто општествениот производ, значи условувањата на помошта со одредени елементи според мене е оправдано. Особено што сега се дава можности дел од таа помош да се претвори во грант ако се исполнат одредени услови во поглед на вработување или некои други критериуми. Така да ќе видиме денеска како ќе реагираат од комората. Сушност во критериумите се вградени два елементи кои се битни за правата диагноза колку е малото стопанство или малите фирми загрозени. Тоа е дека во последните 3 години треба да достават завршни сметки за својот бруто општествен производ и така натаму, бруто општествен приход, што значи дека низ тоа може да се скенира и реалноста на приходите, даночната евазија, политика и така натаму. И тука можеби да има сомневање кај значаен дел од малите компании. Меѓутоа има една работа која ти ја спомнаа, тоа е дека без оглед колку ќе бидат, прашањето е дека може да бидат грант ако имаат идеја на каков начин парите нема да ги трансферираат само во плата, туку и во начинот на подобрување или иновативност во работењето. Тоа е клучно за нашата економија. Имам впечаток дека ние тука го губиме чекорот во поглед на реструктурирање на економијата, иако беше најавено кризата како можност да се реструктурира економијата, за да може кога ќе заврши пандемијата да излеземе со една добра позиција во надпреварот со другите економии. Мислам дека она што досега се презема со досегашните пакети на економски мерки е повеќе гасење на пожар, отколку што гледам некои структурни реформи кои што ќе придонесат во насока на ова сега што ние го зборуваме. Инаку само да дополнам во однос на малите фирми и помошта. Значи јас
од разговорите кои што ги имам, значи дел од нивните приговори се оправдани во делот каде што тие велат дека има некои нелогичности при аплицирањето за помошта. Меѓутоа тоа се однесуваше на вториот, третиот, можеби и четвртиот пакет, сега не се сеќавам. Сега не знам каква е ситуацијата. Меѓутоа, знаете, да се приговара дека не треба документација да се доставува или да се види колку се платени давачките, мислам тоа не е проблем. Добро, и за крај Мирче Јовановски, аналитичар и во утрински брифинг, мој колега, две работи уште ни остануваат како предизвик. Тоа е дека индустријско производство паѓа, но нема навестување на големи капитални инвестиции што ја придвижува економијата. Дотолку повеќе што сега додека фатиме замаец, ќе стигнат локалните избори кога ќе се доведеме во ситуација на забрана на такви инфраструктурни потези. Иако има навестувања, Чебрен, Шилегов најавува сега ова трамвај линија и така натаму. Тука како ќе се справиме? Па капиталните инвестиции се болна точка на оваа влада, би рекол, не само годинава. Годинава може би нешто подобро. Мислам дека до сега се степенот на стапката на реализација некаде 18%. Меѓутоа, нема заживување на економијата без реализирање на капиталните инвестиции, особено што ако тие средства се резервирани или предвидени во буџетот, нема зошто да не се користат. Иако, како што кажуваат и економските аналитичари, преку капиталните инвестиции, значи се согледува целокупниот капацитет на државата, како таа всушност функционира во овој дел. Инаку, вчера беше промовирана една инвестиција од Дрекселмаер, нели, за проширување на капацитетите во Кавадарци, во Куманово со нови 1000 работни места. Тоа е добра вест од аспект на... Тука има една политизација класична новинарска. Пред да објава таа вест, опозицијските медиуми јавуваат дека 2000 работници Дрекселмаер, тоа е практично најдобриот демант. Тоа беше соопштение на Левица. Меѓутоа, околу таа фабрика, мислам дека подолго време има такви контроверзии. Јас, да бидам искрен, не можам да пресудам што е точно тука, меѓутоа, фактот дека во Кавадарци работат 5000 работници. Нема ли повеќе работа, меѓу 7 и 10.000 имаш еден период, само може да се повеќе. Може би се намалени со оглед на кризата, меѓутоа па не можеме да очекуваме дека во екот на глобалната криза дека сите ќе ги задржат работните места. Значи тие компании функционираат според пазарни принципи, нешто што кај нас тешко се сваќа. Значи кај нас се уште ние очекуваме дека државата треба да ни биде да ни дава, а за возврат да не плаќаме даноци или да очекуваме помали давачки. Добро, тоа е така наречена трка до дното. Добро, благодарам. Тоа беше Мирче Јовановски, новинар, колега со кој повремено како гостин ги анализираме тековните економски движења и предпоставените процеси во пост-ковид економијата. Ти благодарам, Мирче, се гледаме наредната недела со друга тема и на друг начин.